Здраво! Младите социјалисти во Швајцарија успеа да го доведат пред референдум проектот со кој се ограничуваат платите во швајцарските компании, при што ниту една плата не може да биде 12 пати поголема од најниската во компанијата. Швајцарските социјалисти формално се партиски и политички подмладок, но практично делуваат независно, пред се отварајќи проекти битни за младите луѓе, но и за целото општество. Токму ова ќе биде вовед во темата што ја отвораме оваа недела за организираноста на младите луѓе во македонското општество, за нивната гласност и за нивната моќност. Во оваа дебата можете и вие да се вклучите стандардно користејќи го хаштагот на Twitter ЗебраМК и на нашата Facebook страница исто така Зебра. Денесни гости во студиото се Марија Василевска од студентскиот парламент при Универзитетот Свети Кирил и Методи и Стефан Алексич од Младинскиот образовен форум. Ели ги спомна социјалистите во Швајцарија, јас би ја поврзал дискусијата и со студентските протести во Бугарија. Значи, лето почна антивладени протести, а се надоврзаа на тоа и студентски сега. Кај нас од друга страна изминативе години такво нешто не се случило. Прашање и за двајцата. Дали на нашите студенти и генерално на младите им е толку добро што воопшто не протестираат по ниту едно прашање? Марија. Ladies first, значи вака. Не само во Бугарија, туку и во Шпанија студентите исто така протестираат. Знаете последното кратење на буџетот кој што овие студенти го имаат за Еразмус програмата. Исто така во Романија протестираат заради 6% кои што не ги добиваат од буџетот, а кои што треба да ги добиваат. Истото се случува и во Ерменија. Во поглед на нашите студенти и нашата состојба дали е добра и дали треба да се кренат на протест, моето мислење е дека протестите не се секогаш единствената алатка со која што младите може да го кренат својот глас во општеството. Имаме многу демократски алатки со кои што може да го кренеме. Например, она кое што СПУК го прави е лобирање по институции, презентирање на студентските интереси и студентските права по сите релевантни институции. Дали да е тоа Агенцијата за млади и спорт како одговорна за младите во поглед на законските регулативи и предлагањата на законски регулативи, или да е тоа дали да се тоа универзитетите, па и до најниско ниво професорите и стручните кадри на секој факултет. Поради тоа да сумирам на крај, значи дека сметам дека протестите се она последно кое што младите треба да го направат. Треба да пробаат на институционален начин да го кренат својот глас и да докажат дека да, ние сме тука и постоиме за сите. Каков успех се вашите лобирања во институциите? Значи, нашите лобирања во сите институции се со успех да ги превземаме работите. Например, студентите од студентскиот дом Гоце Делчев пројавија интерес за реновирање на читалната. Ние значи го побаравме тоа и организиравме хуманитарна забава од која што средствата се насочија кон реновирање на оваа читална. Тоа беше лани. Оваа година сметаме дека студентите од студентскиот дом Стив Наумов исто така треба да добијат реновирана читална. Ја направивме и оваа година истата хуманитарна забава од која што собравме средства. Веќе се реновира читалната, се менува подот и се крече целиот простор. Исто така и ќе се постави во наредниот период и интернет во оваа читална. Така што постепено, значи еден по еден почнуваме нашите лобирања и нашите презентирања на студентските права во институциите да имаат конкретен резултат кој што можеме да го презентираме и да го видиме. Стефан, Поли. Сакам да се надоврзам малку. Марија спомна дека протестите би требало да бидат последен чекор, а и ги спомна и студентските домови. Последниот период особено се извртаа некои фотографии во тоа каква состојба со студентските домови. Не ли би рекле дека сегашната ситуација во која што се наоѓаат изискуваат како еден вид последна мерка на протест против, ако ништо друго, само за тоа каде живеат, да речем? Па да, значи не е само читалната како проблем на студентските домови, туку пред некое време нели падна и лифт, па се запали една од просториите каде што домуваат две студентки. И воопшто од ден на ден се повеќе истекуваат слики по социјалните медиуми и по интернет порталите каде што се покажуваат мизерните услови во студентскиот дом. И точно дека секогаш првиот чекор е лобирање во институциите, но мислам дека не е само оваа гарнитура на студентскиот парламент, туку и доста и други, например, имаме ние добиено од времето на Малчевски цел елаборат за поправање на студентските домови кој бил доставен до министерството
изгледа тоа е еден од начините како лобирале, веќе изработиле цел елаборат за поправање, па од тогаш па натаму се само ветувања дека ќе бидат поправени и реновирани. Супер е што барем овој студентски парламент препознал дека има потреба да се поправи нешто, ама начинот не се согласувам дека секогаш не велам дека секогаш треба да излеземе на протести, но мислам дека агресивноста и начинот на кој ги бараме ние овие промени се многу послаби и дури се занемеруваат во однос на тоа што вистински сакаме да го добиеме, не верувам дека ова е правиот начин на кој го правиме ние тоа. Иначе култура на протестирање постои во Македонија. Не е кој знае што, не дека сите млади се апатични, тоа е сепак една мала група. За пример ќе го земам протестирам, тоа се случи пред 2 години чинам. Беше настанок кој не беше официјално од некоја младинска организација, но најгласните луѓе таму беа млади луѓе и целото организирање беше направено од млади. На почетокот немаше никакви институции, ниту организации вклучени, туку едноставно само иницијативно младите протестираа. За жал, најголемиот студентски протест во Македонија е протест кој се случува во 90-тите години со воведувањето на албанската катедра на педагошки. За жал, наместо прогресивна мисла, студентите од тоа време и ден денеска мислиме дека се дават во некој национализам кој е поише деструктивен отколку што е прогресивен во однос на напредувањето на позицијата на студентите и општо на младите во Македонија. Еве, баш го спомна овој протест и ред други протести кои што се случувале во Македонија, биле предводени од студентите, некако завршувале на крајот на некоја туѓа политичка агенда. Зошто е толку тешко младите луѓе, значи не само студентите, да се обединат околу една заедничка агенда која што ќе им овозможи подобар живот, значи подобри услови, додека се во своите студентски денови, но понатаму и рамноправни можности, фер можности за вработување, едноставно за шанса за подобар живот, за да не го бараат својот пат надвор од Македонија. Не мора да се обединуваат околу една идеја. Мнозинството на многу идеи... Најмалку една е да. Повеќе идеи е подобро за општеството, дека тогаш имаме дискусија, имаме и прогрес, имаме и дебата. За жал во Македонија многу ретко се обединува студентите, тие што имаат некаквата моќ и имаат на пример шансите да одлучуваат директно и во самиот универзитет и во самите, па и дури да лобираат во институциите кои ги имаат повеќето конекции, за жал не ја користат својата моќ која им е дадена, буквално бесплатно дадена и многу лесно дадена. Туку користат ништо, чисто да фигурираат како да постат. Зашто е тоа така? Има повеќе причини. Јас сметам дека има едно одлично истражување Младински образовен форум со капитулација, конфузија и отпор, каде што баш истражува социјалниот капитал на средношколската популација и испитува колку младите се свесни за промени во општеството. Резултатите таму се поразителни, дека 2/3 од младите не веруваат дека локалната власт ниту државните функционери можат нешто да променат, а уште потрагично што 2/3 од младите не веруваат во самите себе, не веруваат дека они може да бидат променати и дека они може да се вклучат во некоја акција што може да направи промена. И кога ќе земете таа популација која влага во студентските води, а според бројките на Министерството за образование имаме најдобра, може една од најдобрите земји во светот сме каде што средношколците променуваат во студентските води, ќе видиме дека ништо апатична маса која нема никаква едукација во однос на општа култура за политика и никогаш во животот не ни дискутирале некои политички проблеми, се што прават е дискутираат само со нивните дома и ако имаат среќа да се најде некој прогресивен професор па да дискутираат во самите школи. Да ги мотивира. Да, има само 2 премети кои дозволуваат општо да се збори за општествените проблеми, тоа е социологија и филозофија како задолжителни. Тие што се малце повеќе заинтересирани, може ќе идат и на некои изборни предмети и проектни активности, но сепак сметаме дека тоа не е доволно. Еден средношколец кој се развива да биде активен граѓанин во општество, воопшто да не биде вклучен, да размислува за самите проблеми кои постојат. И многу е проблематично што ако дома дискутираат за проблемите, тие проблеми се пресликуваат и на младите генерации. Значи младите генерации немаат сопствено јас
и технички имаме продолжување на иста ситуација со една иста мисла што ја влечеме уште од времето. Извини Стефан, меѓутоа ние не можеме да ги гледаме работите само црно и бело. Постои средина. Имаме студенти кои што се активни, имаме студенти кои што активно ги променуваат работите. Значи, и јас сум дел од универзитетскиот сенат и јас можам да ти кажам дека ние активно ги дискутираме сите промени кои што им се потребни на студентите. Било да е тоа да треба да се вклучат млади и самовработување и презентирање на идеите на студентите, на пример по економскиот факултет, ние секогаш ги презентираме тие и не би се сложила дека студентите се апатични. Тоа доколку вие ги генерализирате вашите истражувања кои што не би навлагала како се направени, меѓутоа доколку ги генерализирате и кажувате дека средношколците продолжуваат понатаму да се развиваат така како што биле во средна школа, не се согласувам, затоа што свесни сме сите дека одиме академски чекор нанапред. Барем сметам дека студентите, како што ти напомена, ги избираат предметите и дискутираат. Не знам дали се бил дел од некои предавање, на пример. Малку да пренасочиме за студентите, мислам дека доволно беше зборувано, малку е поглед на оваа апатичност, сакам едно прашање, Марија, прво до тебе. Значи, се појавија неколку анкети, не само од МОФ и од други институции, кои што се беше укажано, кои што големи бројки укажува дека младите луѓе во Македонија сонуваат, значи најголем дел да работат во државна администрација. На линија на ова, нели сметате дека тоа е еден знак за апатичност, дека млади луѓе во ова време на интернет, на дигитализација и нови технологии, најголема желба им е да работат во државна администрација. Мислам, не ја навредувам работата сама по себе, меѓутоа кога толку можности се отвараат, дали тоа не е за вас еден тип на одење по линијата која што е однапред одредена, значи апатичност? Значи ние во наредниот период ќе ги... Не зборувам само за студентски парламент, генерално како млади, зборувате како млад човек, на пример. Значи јас не гледам проблем во тоа некој да се гледа во државна администрација, затоа што си го завршил факултетот и смета дека соодветно може да го пренесе своето знаење со тоа што ќе го подобри. Не мораме да ги гледаме така работите, можеби голем дел од студентите сакаат да бидат промената и да бидат внатре во државната администрација, да ги променат сите системи и целиот процес на работа. Можеби се гледа така, значи никој не ги прашал студентите зошто навистина се гледаат во државната администрација. Има голем број на студенти кои што се вработија сега во државната администрација кои што размислуваат така. Сведок сум на вистина голем број на мои колеги кои што го размислуваат тоа дека можат да ги променат работите ако се внатре во системот. Меѓутоа има и голем број на студенти кои што самостојно развиваат своји бизниси и ќе развиваат своји бизниси како бизнис идеи. Од една страна слушавме тука, да Стефан, само секунда. Од една страна слушавме значи за млади луѓе кои што бараат практично изедначување на стопирање на растот на платите на богатите менаџери во компаниите, бараат 6% кои што им следуваат од буџети. Од друга страна зборуваме за реновирање на библиотеки, за бесплатен превоз, што по студентските денови. Значи, Стефан, ти беше еден од оние луѓе кои што и преку колумна се изјасни дека ја гледаш својата иднина надвор од Македонија. Знаеме дека многу млади, способни, интелигентни кадри кои што завршуваат овде го продолжуваат својот живот некаде надвор, токму поради тоа што им е ускратена една основна можност, а тоа е рамноправно да се борат за работно место во Македонија. Работите ли можеби на тоа поле да со компаниите како млади луѓе, како студентски организации на млади луѓе се разговара за начинот на кој што ќе бидат спроведувани тие конкурси? Значи ние конкретно работиме на тоа затоа што и самите видовте, ние веќе контактиравме со Стопанската комора. Во период е еден проект и една активност на студентскиот парламент кој што ќе им постави мониторинг систем на студентите кои што имаат своји идеи да ги развијат, било да е тоа во некоја компанија конкретно или било да е тоа да развијат сами своја бизнис идеја. Исто така и заедно со сите студентски парламенти на сите универзитети науки, меѓутоа и со представниците на студентите од приватните универзитети и другите универзитети во Република Македонија, во наредниот период ќе подпишеме декларација за практична работа, која што ќе ги заложи сите потписнички да работат повеќе на тоа, затоа што сметаме дека ние сме тие кои што сме мостот помеѓу студентите и институциите. Ние сме тие кои што треба да им
помогнеме на студентите дали да најдат практична работа во моментите кога студираат и меѓутоа и понатаму да најдат свој простор каде што ќе ги развиваат своите идеи. Било да тоа да одлучат дека е во државната администрација, било да тоа да одлучат дека ќе ги развијат своите идеи. Да, студентите од економски, правни, општествени науки генерално можат и да размислуваат за собствен бизнис, тоа не може да го направат математичари, физичари, хемичари, тие мора да влезат во одредена институција која што ќе им дозволи нели да работат на испитувања. И од нив како студенти слушаме дека сакаат да развиваат свој бизнис идеи. Например, ќе ги земам повторно како пример студентите од Финки или студентите од медицински факултет кои што навистина имаат свои идеи и заедно со нив решивме дека ова е еден од начините кои што можеме да допреме до приватните компании, да им речеме дека да им укажеме дека идеите на студентите навистина можат да променат многу работи и да се спроведат. Може прво да сакав, да, Александар рече дека не знам 40% сака да работи, 40%. Точно, дека не знам и тоа беше многу високо. Ама тоа не е дека сака 40, тоа е бројката што сака да работи, ама бројката што сака да напушти е уште пострашна. Бориме за 2/3 од младите сака да напуштат ако веќе не имале среќа да го направат тоа. Например, work and travel, опцијата што се појави преку лето да идат студентите да работат во Америка. Немаме конкретни статистики, но моја лична перцепција од колеги мои што ги познам е дека многу малку луѓе всушност се враќаат назад. Има огромна бројка на луѓе што остануваат во странство и ја користат првата шанса да останат таму. Сега СПУКМ е убаво што е се освен студентска организација, агенција за забави, агенција за посредување на апсолвентски екскурзии, апсолвентски вечери, па дури се агенција за вработување. Но тоа што вистински фали е прогресивната дискусија помеѓу студентите да се дискутира за општеството, нешто што не се случува денеска. Денеска студентите во Бугарија бараат социјални промени, не бараат само студентски промени. Ги спомнавме Швајцарија. Пред 3 години гореше Лондон бидејќи почетокот беше дека беа поскапени школарините за студентите, но подоцна се приклучија и работниците и тоа преминава цело социјално движење. Шпанија исто така. Денеска студентите, например, читав колумна од Марија и го дознав нејзиниот став за Сирија, а не знам кој е ставот на СПУКМ, да речеме за Скопје 2014, што е многу интересно, дека архибригада составена од главно студенти беа на самиот протест и беа на тепани. И не ги слушнаме СПУКМ и не ги слушнаме воопшто било кој друг вако студентско гласило да искочи и да каже што всушност мислат за општествените случувања во Македонија. Бидејќи ние ќе ги преживееме ние тие 4 години. Веќе се научивме греалица во домот, ќе си искречиш нешто, ќе си направиш поличка или не знам ќе направиш дури и корупцијата е многу оправдана помеѓу студентите, тоа покажува и ќе ги преживееме тие 4 години. Но ние забораваме што ќе да се случи во иднината, а тоа фали вистински кај студентите. Ајде да збориме за вистински социјални работи што се случуваат во Македонија. Зашто студентите не зборат на пример за законот нов што се донесе за абортус или за законот што или за бракот. Супер е што ние збориме за голема општествена инволвираност. Да, бидејќи токму така бидејќи од тука и се гледаат идните лидери кои во иднина ќе преземат државата. Токму е затоа важно. Ја бев многу разочаран кога студентите не искочија да бранат автономноста на самиот универзитет. Многу е важно кога самиот универзитет е автономен и внатре цути слободна студентска мисла, бидејќи токму такви студентски мисли подоцна се одразиле на самото општество што донеле нови и свежи идеи. Ние цело време гледаме една иста пасивна, дури веќе досадна тактика што се користи, ајде да бидеме фини, да им пратиме молба, да пратиме кондом со панделка на министерот за образование, бидејќи сме направили некоја акција и демек тага ќе направиме промена. Наспроти обвинувањата дека институциите и жалбите дека институциите се затворени, ние имаме влада во која што седат многу млади министри. Јас ја проверив статистиката и видов дека 5 до 6 министри станале тоа што се на функциите од 28 до 33 години, што е најголемо отварање досега за младите, да речам, шанса да стапат на тие највисоки функции. Како би го искоментирале тој факт? Па, знаете како, кога
Или тоа само потврдува дека всушност членството во партија е единствениот начин да се стигне до одредена висока Ние правевме дебата на оваа тема, дали се нужни партиски книжки за вработување конкретно и генерално младите сметаат дека да, се нужни и баш од тие причини сметам дека и постои таа пасивност која што постои, затоа што нели наместо да се го гледаме по безболниот пат. Значи она кое што во моментот ќе ни се понуди, а ние сме луѓе кои што се задоволуваме со малку. Значи она тровче кое што ќе ти се фрли, ќе го примаш со драго срце, ќе се чувствуваш благодарен како што кажав претходно и така да. И минатата емисија го спомнавме тоа дека огромен број млади луѓе сакаат се гледаат себе си во државна администрација. Мислам дека околу 200.000 се изјасниле така. Што зборува тоа за амбициите на една младина која што себе си се гледа како државен службеник? Имавме некои објаснувања во претходната емисија, но да слушнеме и вие што размислувате. Па дека администрацијата нуди сигурност. Да пробаш да се мешаш во приватен бизнис, еве конкретно како јас млад невработен човек, како прво многу тешко се доаѓа до финансии, тоа е огромен проблем. Како второ многу тешко се создава соработка со некоја фондација на која можеш да се ослониш и така натаму. И како трето, ја имаш демонизацијата. Ако си малце политички активен, ако си пробал да учествуваш во некоја политичка иницијатива, веднаш си контаминиран. И тогаш некако луѓето се дистанцираат од тебе. Дури и оние кои се свесни дека ти не си СДСМ или било како, знаеш, дека ти реално ги немаш тие етикети кои ти се наметнати. И јавната администрација нуди единствената сигурност затоа што во основа и работничките права најмногу се почитуваат во поглед на во администрацијата. Заштитени сте. И затоа сметам дека имате некоја си надпросечна плата, имате некој си задоволителен живот. Сметам дека постои конфузија по однос на прашањето што е активно политичко делување, што е активно партиско делување. Не познавајќи оваа разлика и не правејќи разлика помеѓу овие два термина, мислам дека постои пасивност, оној страв на политичка обоеност е тоа кое што ги стопи. Кое што не ги мотивира да продолжуваат понатаму без разлика за каква цел се работи. Од една страна, од друга страна сметам дека образованието е клучно, почнувајќи од најраната возраст, значи домашното воспитување, каде што мислам реално кај нас постои традицијата на тоа домашно воспитување да на ведната глава сабија не ја сече. И понатаму, значи, високото образование, кое што денес апсолутно ја губи смислата и ги губи димензиите кои што би требало да ги има, тоа значи дека единствената улога на образованието, на високото образование, конкретно денеска во Македонија, единствената улога е да исфрли кадри без да се внимава на пазарот, на потребите на пазарот на трудот и нормално дека онаа критична маса која што постои помеѓу студентите се задушува поради тоа што денеска преку 96% од студентите од средношколците се запишуваат на студии. Така да сметам дека проблемот на преминување од образовна на профитна институција, универзитетот, сметам дека е еден исто така голем проблем, зошто не се организираат. Во основа постојат два начини на политичка партиципација, нели едниот што се вика позитивен начин, кога одредени групи градат барања врз основа на нивниот колективитет и подоцна ги предаваат на политичкиот систем, и вториот е негативниот, кога претежно се инсистира на транспарентност на политичарите, знаете, луѓето се прекупираат со нивните приватни животи и така натаму и така натаму, и двата начини на активизам се прифатливи. Меѓутоа проблемот е што политичкиот систем кај нас не е транспарентен и е презатворен, знаете, пошто невладините организации во основа се хранат преку транспарентност, и кога немате транспарентност, кога немате никаков одзив од политичкиот систем, се создава некој систем на клиентелизам. Јас ќе се согласам во основа со Благица
со скоро се што кажа, меѓутоа исто така партиското активирање е политичко активирање по дефолт. Меѓутоа кај нас се создава еден систем на клиентализам, знаете, не може младите луѓе не можат да се вклучат во работата на партијата, туку се само чисто партиски војници и извршители на политиките кои доаѓаат. Што е со оној страв дека вклучувањето во одреден протест политички ќе ги инструментализира или ќе ги демонизира? Апсолутно. Со тоа што по дефолт ако се појави знаме на опозиција или членови на опозиција, вие по дефолт сте дел од тој протест и вие припаѓате на таа агенда. Дали стравот од таквото партизирање ги одврека младите луѓе да бидат поактивно вклучени? Да, ова е одлично, ова е релевантно прашање затоа што во постдемократски дискурс, во постдемократско општество имате некоја форма на деполитизација. Знаете, дури ќе чуете од некои наши пратеници, сега брзо слушнав на едно интервју на Нова, еден пратеник кој би требало во основа да е кој се смета за демократ во македонскиот мејнстрим, нели кажа јас се залагам за деполитизација на државата, што е апсолутно абсурд, знаете. Тенденцијата на деполитизација е она што е главниот проблем за младинското ангажирање. Ние треба додатно да се политизираме, не да станеме политиканти и партиски војници, напротив, ние треба да се оптеретиме со политика. Знаете, повеќе се вклучуваме, да имаме повеќе барања, тие барања да создаваме групи кои ќе ги префрлаат тие барања на политичкиот систем, кој ќе го отвори политичкиот систем, ќе создаде транспарентност и ќе учествуваме во тој делиберативен и партиципативен политички процес. Гледате ли потенцијални лидери на ваков тип на активности? Па да, гледам, како не. Мислам, има некои позитивни искуства од во последните години, знаете, имаше неколку движења, на пример движењето за Мартин Нешковски. Подоцна многу млади индивидуалци кои сакаат политички да се ангажираат, не партиски, иако и партиското е политичко, мислам тоа додатно треба да се дискутира, не се. Излегува многу луѓе кои, знаете, кои ќе ја преминете таа границата, тој страв никогаш повеќе нема назад. Се ослободувате и подоцна барате омоќување собствено на индивидуата, барате да сте инволвирани политика, сваќате дека политиката може да работи за вас, а не само против вас. И таа борба за моќ, борба за јавен простор станува континуирана на некој начин. Гледам, да, не е само тоа, го имаме Аман движењето исто така беше еден позитивен пример, не стигнавме до собрание како и да е. Подоцна најпозитивен пример беше протестот во Велес нели против затворањето на железарата и така натаму и така натаму. Има и позитивни и негативни примери, да. Знаеме колкав број на млади луѓе заминуваат од државата, дел од нив се враќаат, како и ти впрочем. Да. Но после некое време од кога ќе видат како е тешко тука да се снајде, да се почне свој бизнис или да се добие работа во зависност од тоа нели каков тип на образование имате, повторно ја гледаат својата иднина надвор од државата и кога веќе го замислувате и го планирате својот живот надвор од Македонија, значи и својата кариера, така да кажам, претпоставувам дека и амбицијата за да смените нешто внатре во системот се намалува. Так. Како со тоа може да се излезе? Па да, точно е тоа дека преку 80% така велат статистиките дека младите ја го гледаат излезот надвор од државата. И јас лично сметам дека само да се надоврзам, пак ќе го поврзам ова со државната администрација, каде што не нуди толку голема сигурност. Знаеш, голем процент од младите, значи волонтираат. Или се волонтираат каде што Младинскиот културен центар од Битола ми се чини направи едно истражување каде што се вели дека тој закон за волонтерство се злоупотребува, така да за да се намали процентот на невработеност во државата, младите се примаат во државните институции како волонтери и тоа не е некаква сигурност. Очекувате ли младите да смогнат сила да се организираат, да се освестат, да се разбудат, да се организираат и да бидат мотивирани за нешто да ја променат во однос на својата судбина, да речам, во ова општество? Има ли таква сила? Јас мислам дека немаат избор. Мора да се организираат и мора нешто да направат, пошто нели животот е еден. И или ти ќе го живееш животот или тој ќе те живее тебе, не? Морат, немаат друг избор, немаат. И јас за среќа гледам дека расте таа свесност баш од тие социоекономски причини. Значи студентскиот стандард или младинскиот стандард е на сериозно незавидно ниво
и сметам дека баш како што кажав претходно, ќе дојде нож до коска, каде што сериозно ќе бидат загрозени условите. Пред некое време немаше храна во студентските домови, значи за елементарни проблеми разговараме овде, така да сметам дека ќе дојде наскоро момент каде што ќе застанат за таа единствена кауза да го промениме студентскиот стандард. Кире, Благица, ви благодариме што бевте дел од Зебра. Не беше пријатно да си поразговараме на темата. Исто. Поздрав.